Обилните врнежи од дожд го вратија во живот пресушеното Преспанско езеро. Второто по големина природно езеро во Македонија долг период е во апокалиптична состојба, меѓу другото и поради неповолната хидролошка состојба. Преспанско постепено ќе се врати на посакуваното ниво ако имаме 2 до 3 поволни хидролошки сезони, укажуваат експертите. Последните мерења покажуваат дека врнежите го зголемиле водостојот на Преспанско за 32 сантиметри, од кои 17 сантиметри само во последните 2 дена. Состојбата на квалитетот и квантитетот на водите во Преспанското езеро, а не само Преспанското езеро, него и сливното подрачје, во моментот дава надеж како последица на овој хидролошки циклус што го имаме последните неколку денови и што се надевам дека ќе бидат и наредниот период вака. Со добра хидролошка година тие изгубени милиони метри купни се враќаат во Преспанското езеро. Дождот го наполни Охридското езеро, кое константно во текот на целата година е под просечното ниво. Сепак, според денешните мерења, водостојот е зголеме за 29 сантиметри над минимално дозволената кота. Ова сегашно ниско ниво на водата во Охридското езеро е резултат на долготраен сушен период со екстремно мали количества врнежи токму во месеците кога се очекуваше тие да го достигнат својот максимум. Меѓутоа, сведоци сме дека во изминативе години има се помалку снежни врнежи, кои што се најдобри во однос на тоа да со своето постепено топење придонесуваат кон поголемо ниво на Охридското езеро, додека овие врнежи кои ги имавме во изминатиот период придонесуваат претежно за излевање на реки, носење на целиот талок во езерото и на отпад. Според последните податоци на управата за хидрометеоролошки работи, нивото на трите природни езера Охридско, Преспанско и Дојранско е стабилно.